construction and development is of crucial importance. Thus, и на вашето учество поради медиуми ке ве директорка на ЕБРД да вземе збор. Господин Месими, Бекташи, министр Бочварски, амбасадор Гир и генерален директор. Ние денеска сме горди што сакаме да подпишуваме заем од 167,7 милиони евра за подобрување на државните паштина, значи на 10 километрици делница. Со тоа оглед дека јас дојдов од Приштина, во вашата земја, значи сите се согласни дека потребна е реконструкција на оваа делница од овој автопат. Оваа делница исто е дел од коридорот 600, транснационалниот коридор кој поврзува Скопје со Приштина. Со тоа се завршува економскиот and trade exchanges within the Western Balkans. Во регионот Западен Балкан, како и соседните држави и пазарот на ЕУ. Проектот би требало да донесе еден пат, да го направи автопат, да се подобри безбедноста, така што ќе има побрзи врски помеѓу двете главни градови, Скопје и Приштина, повеќе терет да може да се носи помеѓу Македонија и Косово и консеквентно последователно да има влијание во вработувањето преку подобра поврзаност и подобра интеграција на регионот. Многу сме горди на одличната соработка помеѓу ЕБОР и ПСР, кој што почна пред многу години. Од тогаш ЕБОР има повеќе од 700 милиони вложено во модернизација и конструкција во паневропски и локални патишта. Ова е одличен проект затоа што ни го поплочува патот за да се подржи Северна Македонија да ги стигне целите за емисии и банката исто така ќе има технички фондови за да го подржи Министерството за транспорт и комуни врски и да имаме национална e-mobility стратегија и акцијски план кој што ќе биде кој што ќе подржи и возниот парк на електрични возила во државата. Сега би сакала само да го изразиме зашто благодарение на Министерството за транспорт и комуникација, финансии и ПСР за добар пример за одлична соработка во нашите финансиски партнери Европската унија што даде грант за овој проект на Западниот Балкан преку WBIF и исто така ја поддржуваме имплементацијата на овој автопат и го видиме видливиот влијание на секојдневните животи на луѓето и трговските активности во државата и регионот. Ви благодарам многу. Почитувани, дами и господа, за мене е голема чест да бидам тука за подпишувањето на овие два договори кои што се скоро 200 милиони евра и кои што ќе ни ја донесат целата сума за реконструкција скоро до милијарда. Со заложбата да се подржи Северна Македонија и декарбонизацијата и ова исто така имаме одлична соработка со властите и нашиот статус е ние сме најголемиот давач на кредити во сите сектори во државава. Што се однесува до соларната конструкција, зборуваме за 25 милиони евра кредит кој што ќе се даде во рамки на стратешката одржливост и траекторијата на декарбонизација во Северна Македонија. Ќе се финансираат 30 мегавати од соларни палети, 10 осломе и 10 во Битола. Ова ќе допринесе за државата да стигне до своите цели за зелена транзиција и електраната би требало 48 гигавати годишно, значи тоа ќе може да снабди 10.000 домаќинства, но исто така 44 ќе се поместа 44.000 тони CO2. Она што е сега најголемиот соларна електрана, Осломеј, тоа е еден од првите проекти кои што симултано ќе адресира сите главни за праведна транзиција елементи, тоа се да се оди до чиста енергија, да се поддржи регионалниот развој и нови економски можности.
Во сегашната енергетска криза многу е тешко да се најде скалата за климатските кризи, во исто време, а и да се гарантира одрживост на енергијата. Секако, можностите се исто така големи и помагаат да се адресира енергетската безбедност и одрживост во компетитивен начин, за да се има и висококвалитетни работи, но и да се намали загадувањето и стакленичките гасови. Во овој контекст од оваа криза треба да го поддржиме ЕСМ и секторот со 100 милиони заем за солвентност и реформи во пазарот што ќе подобри финансиската позиција на ЕСМ. Бидејќи ги знаеме колку зависи државата од јаглен, ЕБОР исто така во минатото помагаше на државата да ја диверсификува изворите, увозите и исто така имаме дадено помош за нови опции за енергија, како и заедно со властите нови 162 мегавати комбинирани капацитет. Ова се првите тендери всушност на Западен Балкан, кои што се развиени со на големо, со цени на големо, а и со ППП тендер. А бившиот Осломеј рудник за јаглен и проектите кои што ги финансираме, сето ова ќе ги замени сите капацитети во Осломеј кои што сами со себе сега имаат свој допринос. Како заклучок би сакал да се заблагодарам што работам сум со ЕСМ и Министерството за економија за успешниот имплементација на овие проекти денеска и за можноста да се продолжи нашата соработка за декарбонизација на енергетскиот сектор во државата. Исто така би сакал да се заблагодарам на нашите партнери од Европската Унија за континуираната поддршка и што ја даваат на овој со попат на грантови и исто така да се заблагодарам на Министерството за финансии за имплементацијата на овој проект и капиталните инвестиции кои што ги поддржуваме во Северна Македонија. Ви благодарам. Драги представници од ЕБОР, колеги, вистинска е чест да се биде тука денеска. Ова е уште еден пример за начинот на кој што Европската Унија тука се здружи со ЕБОР и дава практична поддршка на луѓето на народот од Северна Македонија, пред се, како што е кажано, пред критичната патна инфраструктура за да се подобри размената и патувањето помеѓу Косово, Северна Македонија и оттаде преку кредит од 167 милиони евра од ЕБОР и од Европската Унија и грант. Кога се тоа ќе се собере со техничка поддршка, тоа ќе фати 29.6 милиони преку WBIF. Исто така преку соларни фотоволтаични во Битола и Осломеј 2 од наша страна се дава грант од 5 милиони евра. Овие се повторно практични дејства кои што прават разлика и се во интерес на граѓаните. Ви благодарам. Новиот автопат Блаце Косово. Бесими, министер за финансии, Бектеши, министер за економија, почитуван амбасадор на Европската Унија Дейвид Гир, почитуван Енди Аранитаси, представник на ЕБОР во Северна Македонија, почитувана Сузан Гуерансон, почитуван директор на јавното предпријатие за Drejtor rrugështetërore Rustemi, drejtori Ema Vëskovacevski, të nderuar të pranishëm, ne si qeveri tashmë kemi dëshmuar në terren se jemi të fokusuar fuqimisht në modernizimin e korridoreve evropiane, në zhvillimin ekonomik të vendit tonë dhe në ndërlidhjen rrugore me fqinjët për shkak të mirëmbajtjes dhe së relacioneve ekonomike me gjithë rajonin. Kjo është vetëm një dëshmi e përkushtimit të gjithë ekipit ekonomik të qeverisë për përkrahjen për zhvillimin e vazhdimit ekonomik. Edhe një herë, dua them fuqimisht se kemi ofanzimën më të fuqishme nga pavarësia e shtetit deri më tani. Kjo na jep stimulim të gjithëve që të vazhdojmë si qeveri dhe si prioritet të vazhdojmë investimet në infrastrukturën rrugore të shtetit.
pasi deri më pak kohësh për autostradën Shkup-Blace diskutoj si projekt në letër. Tashmë kemi një mekanizëm ndërtimor që vetë se punon në fazën e parë. Tashmë vetë se i kemi nënshkruar marrëveshjet për fillimin e fazës së dytë të këtij aksi të rëndësishëm. Qëllimi jonë është që të bëjmë zgjidhje me anë të standardeve që do të parashikohen për një komunikacion të sigurt dhe input për përmirësimin e lidhjeve me Kosovën dhe zhvillimit dhe bashkëpunimit ekonomik ndërmjet vendeve. Prandaj është shumë e rëndësishme kjo rrutë të magjistrales Adriatiku që është si arterie të prodhimeve tona jashtë të kufive. Gjithashtu, ky aks nga ruta 6 nga të rrjetit gjithë përfshirës është shumë i rëndësishëm për zgjerimin e rrjetit me Ballkanin Perëndimor. E dim se rrugët nuk përfundojnë në kufit tonë dhe prandaj jemi të bindur se me ndërtimin dhe modernizimin e infrastrukturës rrugore kontribuojmë që këto korridore i bëjmë për shkak të mallrave dhe shërbimeve që t'i bëjmë sa më shpejt jashtë ekonomisë sonë, që ta zhvillojmë jashtë me qëllim dhe prandaj nuk kemi kohë për që të humbim. Fokusohemi në modernizimin e infrastrukturës rrugore dhe prandaj dua edhe një herë në fund të shpreh falënderimin tim në drejtim të Bankës Evropiane për Zhvillim dhe rindërtim, si dhe për Bashkimin Evropian për këto projekte të rëndësishme dhe tani kemi vetë se treguam për projektet e përbashkëta që dëshmuam të kemi një konektim dhe komunikim me vendet e tjera të rajonit dhe ta rrisim Drag ambasadore David Gir, drag direktore na Kancelarijata na EBOR во Skopje, Andi Aranitasi, drag direktore za infrastruktura во рамките на Европа, gospođa Susan Gerensson, direktor od EU Prostemi, Dragi kolegi, znači Blagoj, че министър за транспорт dhe министър економис Kreshnik Bekteshi, representatives of EBRD, представниците на ЕБОР и ЕУ делегацията в Скопje, Obezbedovanje zavraten in održiv ekonomski rast, povisok životni standard. Значи тоа што е наша заложба за обезбедување на одржлив раст може да се постигне преку подобрување на инфраструктурата, имплементација на зелената транзиција, енергетската независност и одржливост на нашето стопанство. Денес ние имаме прилика официјално да подпишеме два значајни договора, односно договори со Европска банка за обнова и развој, и тоа во две клучни сектори за два клучни, многу клучни проекти. Првиот е во однос на поддршката што се однесува на проектот за Скопје-Блаце, автопатот, кој е исклучително важен од аспект на поврзаноста на нашата економија со таа на Косово, и со тоа се заокружува еден дел од коридор, еден дел од
автопатската инфраструктура со заем од 194 милиони евра, од кои 167,6 милиони се обезбедени финансии од Европска банка за обнова и развој, како и од Европска унија, значи 20,8 милиони евра како грант во рамките на инвестицијската рамка за Западен Балкан, од кои 5,7 милиони се грант како техничка поддршка, што исто така Европска банка за обнова и развој ги доделува во износ од 350.000 евра, што вкупно е износот што го спомнав од 5,7 милиони евра. Исто така, денес имаме и друг проект, значаен во однос на поддршка на што денес го подпишуваме, а тоа е за проектот за фотоволтаици во СМ, и тоа Осломеј 2, од 10 инсталирана 10 мегавати мощност и Битола со 20 мегавати. За овие секако ќе зборат моите колеги, значи министерот за транспорт Благојче Бочварски, сите министри, економист Крешник Бектеши, директори и Руг Вештетроре, цели до имплементирањето. Директорот на транзиција и подобрување на инфраструктурата. Before I finish my Пред да завршам со мојот воведен говор, би сакал да се заблагодарам на Европската Унија и на ЕБОР, што во овој период имавме преку 160 проекти во државата со 2,2 милиарди евра инвестиции, така што овие два проекти денеска се вклучени на ова листа проекти кои што го поддржуваат нашиот економски раст во полето на енергетска инфраструктура и други проекти. Ви благодарам.